Милко Калкус плаќа најам за државното земјоделско земјиште што го работи, а има свое кое веќе 2 децении не може да си го врати, токму од државата. Повеќе пати до сега, можда 4 или 5 пати, Комисијата за денационализација носи позитивни решенија за враќање на предметниот имот. Правобранителот го обжалува. Ми делува како добриот и лошиот. Поранешната влада на ВМРО ДПМН ја прогласи денационализацијата за успешна и завршена. Но во реалноста, крајот не се гледа. На ниво на сите подрачја во правобранителството во работа се 6540 предмети, а само за Скопското подрачје во работа се 1636 предмети. И оваа влада најавува конечно решение. Кога? За сега нема проценки. Ова е замокот Крумперк изграден во 13-тиот век кај Горјуша, Словенија. Оставен е на забот на времето бидејќи како и други замоци па и манастири, е вратен со денационализација, а наследниците не можат да го одржуваат. Дури и со негативни последици Словенија го заврши процесот. Докаде е Северна Македонија, која во исто време ја напушти Југославија, се гледа низ примерите како на Милко Калкус. Тој бара назад 212 хектари во Илинден. Поднесовме барања за денационализација и сметавме дека тоа ќе оди за тоа што имавме аргументи, документи за купување на земјиште, акти за одземање. Мислевме дека се тоа ќе си оди нормално. Кога е поднесено првото барање? 2002, сите, 3 барања се и сите се поднесени 2002 година. Првиот конечен исход стигнал дури по 6 години. Висшиот управен суд донел решение за обештетување на движниот имот од бочви, буриња и мајсторски алат. За недвижниот имот нема завршница до ден денес, а во меѓувреме, општината Илинден почнува да продава парцели од земјиштето. После 2008, негде 2009-10 почнува некоја урбанизација, и сето, углавном, поголемиот дел од тоа земјиште што го побаруваме, станува градежна зона. Почнува да се продава, по парцели луѓе почнува да градат на него, ги обжалуваме урбанизациите на тие простори, ништо. Не можеме да успееме да го спречиме тоа. И сега во овој момент мислам дека околу 60 до 70% од бараниот имот е веќе распродан. На терен, на вистина се гради старски дом, фирми и населбата за млади брачни парови јака. Зошто се продава и развива земјиште што е предмет на денационализација? Не добивме шанса да го прашаме градоначалникот на општината Илинден, Жика Стојановски, и покрај неколкуте обиди. Вратите ни ги отворија од државното правобранителство, од каде постојано се жалат на решенијата на Комисијата за денационализација за враќање на недвижниот имот на Калкус. Од институцијата велат дека законските измени низ годините дозволуваат продажба на земјиште што е предмет на денационализација, за случаите почнати по 2003 година. За случајот на Калкус, кој од 2002 година, не сакаат да коментираат детали, бидејќи е предмет на судски спор. Како генерален принцип велат дека ако го добие спорот, ќе има право на заменско земјиште од ист вид или на доместок во вид на обврзници. Интерес е на државата и во насока на развивање на економијата. Ние сме пазарно ориентирано стопанство. Во таа насока, значи, треба да се има во предвид дека приоритетите, значи, државата ги конципира согласно современите текови, така што во моментот на донесување на законот за денационализација веројатно не се предвиделе сите проблеми со текот на самиот процес, дошло до известни промени со кои што државата интервенирала во законот и во таа смисла дозволила земјиштето да биде предмет на располагање. Да, исто така, нели, со законот за денационализација е предвидено во случај да не може да се врати истото земјиште, постои надомест. Значи се предвидуваат два начини на враќање на имот.
Тоа не се работи за лични желби. За некој имот што е одземен пред кој знае колку десетини години. Значи, заради тоа, заради овие проблематики, дека можно во тоа земјиште да се изградени или згради, станбени, комерцијални, не знаеме какви, затоа за тие случаи се предвидени надоместоци во вид на обврзници. Случајот на Калкус разоткрива и други недоследности и апсурди. Пред да го продава државното земјиште кое си го бара Калкус, општината Илинден морала да побара и да добие позитивно мислење токму од државното правобранителство. Доколку постои сознание кај нас дека има постапка за денационализација, ние апсолутно даваме негативно мислење. Тогаш, како е можно општината да продава од земјиштето, што предпоставува позитивно мислење од државното правобранителство, а во исто време правобранителството да знае дека тоа земјиште е предмет на денационализација. Предметите за кои што правобранителството дава мислења се заведуваат под посебен број и ознака, за разлика од предметите за денационализација, па доколку во однос на одредено решение за денационализација поведен спор, добиваме нова ознака. За жал, се уште државното правобранителство нема електронски систем кој што, да речам, евентуално по некој параметар би сигнализирал дека одредено земјиште, да речам, за одредено земјиште е поведена постапка за денационализација и за истото е во тек постапка за отуѓување, или пак, да речам, проблемот се усложнува и во поглед на тоа што сите предмети, значи, се распоредуваат кај различни правобранители. Државниот правобранител, но и Комисијата за денационализација се посочени од Народниот правобранител како кочничари на денационализацијата. Неажурност, неефикасност, нестручност се дел од квалификациите во извештаите на омбудсманот врз основа на представките од граѓаните. А тие не се малку. Од вкупно 75.414 представки на граѓани, поднесени до Народниот правобранител во изминативе 19 години, 4.923 или 6,5% се за имотно-правни односи, од кои најчесто за денационализација. На иста линија со омбудсманот е и поранешната антикорупционерка Вања Михајлова. Според неа, не се исполнува основната цел на законот – земјиштето да се врати на оригиналните собственици. Значи, тука штетата е двојна. Право, собствениците не можат да го вратат имотот и ако имат решение. Друго, оние кои што градат, кои што легално купиле, значи имот или добиле одобрение од државата, платиле комунали, изградиле објект, значи треба и нив да се обештети доколку собствениците инсистираат да им се врати имотот. Според неа, клучно за процесот да заврши е политичката волја, но одложувањата кај неа будат сомнеш дека степенот на корупција во оваа област е многу голем. Санкции нема, бидејќи, мислам, конкретни случаи имам каде што во фиока се држале по неколку години предметите кај одделни членови на комисиите. Она што можеби треба да се направи, да се испита потеклото на имотот на членовите на комисиите кои што повеќе години биле во овие комисии, значи кои што имало влијание за оспорување на овој процес или нерешавањето. Значи може антикорупцијската комисија да се зафати, која нормално ќе се ослободи малку и со испитување на потекло на имотот на тие членови. Министерството за финансии официјално не ни даде бројка колку пари се исплатени како одштета врз основа на денационализација. Неофицијално станува збор за повеќе од 300 милиони евра во државни обврзници за 2 децении. Работата на Комисијата за денационализација и државното правобранителство сега ги чешла нова комисија од владата. По 6 месеци и анализирани 80 предмети, шефот на телото и генерален секретар на владата Драги Рашковски вели има индиции за злоупотреби. До сега се вршени неколку измени кои што, да кажеме, се во насока на задоволување на некои поединечни случаи во корис на оној кој што барал денационализација и комисијата веќе има, комисијата со која што јас преседавам, има веќе некои сериозни индиции за постоење на злоупотреби од страна на членовите на комисиите или од страна на државните правобранители. Власта се надева дека дел од проблемот ќе се надмине со новиот закон за управна постапка.
Причината е што се укинува можноста државата да биде жалител во постапката со која се поништуваат нејзините решенија, а при одлучувањето Висшиот управен суд ќе мора да донесе мериторна одлука. И да не дојдемо во ситуација каде што два државни органи имаат различно диаметрално мислење во однос на иста постапка, планираме законски измени со кои што при носење на решението од страна на Комисијата за денационализација да биде прибавено мислење од страна на правобранителството. Со тоа, однапред би се избегнала управната постапка, барем од делот на незадоволство од решението од страна на државното правобранителство, и однапред во крајна линија би знаеле во која насока би се движел предметот. Но кога се конечно ќе заврши? Рашковски вели, не може да се каже. Причината е што станува збор за илјадници судски постапки. Исходот на една од нив ќе продолжи да го чека и Милко Калкус, додека плаќа закуп на државата, а во исто време гледа како се продава земјата што му припаѓа.